посетивме и школото Андреа Савески Кикиш. Гледам нешто у дворот се спрема, па викам да прашам што ќе се дешава. Кај нив на гости да ти биле представници од ДМ и од Македонско еколошко друштво. Учествувале у проект преку кој планирале у дворот да засадат дрвца и растенија. А машал еден двор убав што има. Ама прво рекоа мора да научимо нешто поќе околу дрвцата и природата. Од Македонско еколошко друштво им одржаа предавање за дрвјата и нивното значење. Многу интересно и многу поучно. Децава нашипа, све знаеја. Што и да ги прашаја, они им даваја точни одговори. Ние доаѓаме од една организација која што се вика Македонско еколошко друштво, не знам дали од вас слушно? Да. Кој слушно? Да. Одлично, што знаеш точно за нас? На што те асоцира? Не знам, за заштита на растенијата. Дрвјата се супер, кажавте вие го прочистуваат воздухот, убаво ние си седиме под сенка, меѓутоа дали ги користиме за нешто друго? За огин. За огин? За мебел. За мебел? За нешто друго? Ладовина, извинете. А дали тие нешто друго ни даваат, што ние многу го користиме, па и животните? Дом, да. Дрвјата може да бидат дом на многу животни. Ама храна, вака нешто ни даваат? Плодови. Така, и тоа многу често ги користиме во нашата исхрана, како например јаболки, круши, сливи, што друго имате овде? Имате црешни, вишни, Имаме ореви, лешници. Сигурно ги знаете сите составни делови на едно дрво, може да ни ги кажете? Ајде, почнеме од тука. Корен. Зошто е важен коренот? За исхрана на дрвото. За исхрана на дрвото и стадот. А ако нема корен, мислите дека дрвото повеќе стои на почвата? Не. Мора да се зацврти во почвата. Добро. Ова? Стебло. Стеблото зошто е битно за дрвото? За пренесување храна. Браво, вие се знаете. Ова? Гранки. Ова се гранки. И листови. Зошто се тие битни? За прочистување на воздухот. Па имитираја дрва у природа. Многу штосно. После тоа спремни и подучени излегоа у двор и засадија садници. Сланце пече, децата си сада, милина. Наставничката Ирена ни кажа поќе околу проектот. Овој проект значи многу повеќе од обично садење дрвја. За нас како училиште, оваа донација на ДМ Дрогерија Маркет, како и Македонско еколошко друштво, значи создавање училница, зелена училница на отворено, односно го раззеленуваме нашиот двор, со што сакаме да ја поткренеме свеста на учениците за одржување на училишниот двор и за подобрување на квалитетот на воздухот во училиштето. Овие активности вклучуваат целосно хортикултурно уредување на дворот. Најпрво е направено план каде и што да се засади, а денес заедно со волонтерите на ДМ, наставници и ученици засадуваме садници. Овој проект вклучува едукација, така да имаме и
едукативна настава, каде и што како да се засадуваат, како да се одржуваат, како да се грижиме за дрвјата, за тие да растат заедно со нас. Со реализацијата на овој проект, нашето училиште и нашиот двор добива поубав лик, имаме почист воздух, природна сенка и многу попријатни услови за учење, така што ова ќе биде нашата зелена училница, каде што ние ќе учиме за природата преку директен контакт со неа, но најважно од се е што на учениците ќе им ја развиеме свеста сами да се грижат и да одржуваат својата околина чиста и здрава. Голема благодарност до ДМ Дрогерија за препознавање на потребите на нашето училиште и што ни овозможија вака убаво уредување на дворот, каде што ќе го подобриме квалитетот на живење и учење во нашата средина. Учениците од 5-то оделение, како дел од проектот, ни кажаа што за нив значи ваквата активност. За нас учениците чувањето на животната средина е важно затоа што тоа е нашата иднина. Научивме дека секое дрво што ќе го засадиме ни помага да дишуваме почист воздух и ја заштитува земјата за градување. Сакаме да живееме во здрава и зелена околина, затоа сме тука денес за секој да даде свој придонес. Училиште сме научиле дека на растенијата не им е доволно само да ги засадиме. Треба редовно да се грижиме за нив, да ги полеваме, да внимаваме на нивните гранки и лисја. Исто така на училиште сме научиле дека растенијата се живи суштества, исто како нас луѓето. И затоа ние ако се грижиме за нив, тие ќе ни возвратат со сенка и чист воздух. Се трудиме нашиот училишен двор да биде чист. Секогаш имаме дежурства. Поголемиот одмор ги собираме од подоците и внимаваме каде ги фрламе. Често имаме акции за хигиената на училишниот двор, затоа што сакаме училишниот двор да ни биде чист. Со помош од тимот на ДМ ќе садиме различни дрвја и украсни растенија што се соодветни со нашата клима. Ќе садиме дрвја што ќе ни направат убава сенка во дворот и грмушки што ќе ни го направат поубав и пошарен. Едва чакаме да пораста, затоа кога ќе завршиме со училиште да можеме да ги видиме. Освен што го направија дворот, што би рекле ми у тето читка, имаја лабораторија у која праеја миризливи свеќе и сапунчиња. Нормално дека зедов и тоа, ќе се разлепшуем и опуштам со нивните производи. Во нашиот кабинет правивме миризливи свеќи со природен восок и парафин, со кој користиме благодати од природата, како што се масла и лековити билки. Преку процесот на топење учиме како се прават свечите. Во нашата лабораторија правиме миризливи свечи, со тоа што ги спојуваме науката и праксата, преку топењето на восок правиме миризливи свечи. Правиме различни форми. Ова е мојата најинтересна свеча и интересно е бидејќи ги правиме, одбираме бои, ние што ги сакаме и мириси. Што бој кој си у допир со природата, кој учиш како да ја чуваш и одржуваш. Јас сега стално ќе идем у дворот на школото, па и јас сакам да уживам. Фала ви дечиња од Ќиќиш за убаво и квалитетно пројденото време у едукација и природа. Која лекција има што си ја запамтил, што ти била најинтересна од годинава? Најинтересно од годинава ми беше математика. Шо по математика? Па имавме плюс, минус, значи далење. Ти се свиѓа тебе математиката како наука? Да. Некоја лекција што ја памтиш годинава, што си ја научил, што ти била најинтересна по некој предмет, има нешто такво? Најинтересно што научил е множење. Множење? Да. 2 по 2? 4. 4 по 2? 8. Браво, си ја научил. Таблица на множење. Цела га учевте таблица множење? А не, скоро со 2 га научивме таблицата со множење. Кажи ми, имаш некој омилен предмет? Па нема. Не баш. Сите ти се окей? Да, најмногу сакам математика. Математика сакаш, значи по И логичка размислување. Да? Браво. Мене математика ич не ми дел, да ти кажам. Ако ми треба нешто, ќе те прашам тебе, ќе ме научиш. Ако?
Може? Супер. А ако има некој предмет вака што би осмислил ти, ама го немате у школа, би вовел нешто да учите? Не. Не? Све ти окей, како што е сега, не би менјал ништо. Имаш некој омилен предмет у школа? Да, историја. Историја. Што учите у историја? Па за основно Значи за Македонија историјата. Да, Тоа ти е омилено? Да. Или сакаш историјата и од другите земји да ја знаеш? само од Македонија. Само од Македонија. Дома си е дома, нели? Да. Кажи ми, имаш некој хоби, нешто талент, нешто Да, се идем бавиш? на одбојка, сакам да пеем и сакам да цртам. Што музика слушаш? Па слушам кей-поп. Кей-поп, Да. Кей-поп Demon Hunters. Не. Не? Ги слушам кетсаи. Па супер. А си пееш по дома вака на Да. нешто на дезодоранс или на нешто на Да. шампон? Тоа ти е микрофон? Да. Да. А одбојка тренираш и Да. башка од школа? Или у школа играш одбојка? Башка од школа идем и на тренинг. Идеш и на тренинг, добро. Би сакала да се бавиш со одбојка кој ќе пораснеш или Да. со музикава поќе ти леш? Со одбојка. Со одбојка да бидеш професионална одбојка. Да. За Македонија ќе играш? Да. Ликовно. Ликовно, сакаш да црташ? Да. Да, и тоа ти е хоби или имаш уште нешто друго што се бавиш? Свириш на некој инструмент? Свирим на виолончело, идем на хорот Лале Убаво. и Значи на пееш. англиски и на музичко. Супер. Што ти е од тоа најомилено? Ликовно да црташ, на хор да идеш да пееш или да свириш на виолончел? Свите ми се омилени. Сите ти се омилени. А ти го одбра виолончелото? Како инструмент на кој што сакаш да свириш? Да. Зошто? Што ти се свиѓа? Звукот? Звукот А тешко е да се свири на виолончело? не. Не? Тие што свира им е лесно, на тие што сега почна или не зна, им е тешко. Значи треба да се вежба многу, нели? За да, Да. се научи. Супер. Имаш концерти? Правиш Имам. концерти, да? Да. Кога еднаш у годината организирате? Да. Од кој ќе научите неколку дела да свирите, нели? Да. Мене омилен предмет ми е музичко. Музичко. Зошто ти е музичко омилен предмет? Па сакам да пеам, сакам да почнем да се бавам со некој инструмент да свирам. И Со кој, например, би како учела да свириш? например со електрична гитара. Браво. Сакаш рок музика? Па не слушам, но мислам дека е интересно. Дека е интересно, би пробал. А сакаш и да пееш, нели? Да. Шо песме сакаш да пееш? Па повеќе сакам да пеам англиски. Странски. Да. И на некои како други јазици. Шо музика слушаш сега моментално? Сега моментално слушам џаз музика и браво. поп. Се, ама ако морам да изберам математика, природни науки и германски. Германски. Зашто сакаш да учиш германски? Да не киднеш и ти од овде. Интересен ми е јазикот. Ти се свиѓа јазикот? Англискиот го знаеш? Да. Сакам музичко, ликовно и математика. Музичко, ликовно и математика. Поќе сакаш математика или музичко и ликовно? Двете исто. Се бавиш со нешто како хоби, цртање или музика? Да, свирам на клавир. Добро. Сакам да цртам и да пеам. Што свириш на клавир? Класична музика учите? Па, зависи. Зависи. Имаш концерти? Не, сега почнав ова полугодие, но се надевам дека ќе имам. А би сакала, например, кој ќе пораснеш да бидеш професионална пианистка? Да. Со тоа да се бавиш? А со спорт рече нешто се бавиш или не? Па, одам на кошарка. Кошарка? Да. Ти се свиѓа како спорт? Да. Што ти се свиѓа највише? Во кошарката. Да. Па, дека има како повеќе трчање и може да се води топката со рака. Ликовно, музичко и физичко. И физичко. Што правите на физичко? Играте Слободни нешто? активности. Слободни активности? Мушките футбол. Мушките фудбал. А кажи ми нешто спорт сакаш да се бавиш нешто? Па идем на активности. Што, например? Па скијање ни заврши. Супер. Сега више нели се затоплюе времето? Идем. Англиски. Сакам да идем на англиски. Англискиот ти е омилен странски јазик или има уште некој што сакаш да го учиш? Англиски. Англиски. А со музика се бавиш нешто, свириш некој инструмент? Да. Што? Клавир. Клавир. Убаво ти е тоа? Да. Што Па од сега ова? бев на клавир.
Сега беше на клавир? Од ова све што кажа, што ти е најомилено да правиш? Па ликовно. Ликовно, сакаш највише да црташ? И кој ќе пораснеш би сакала да бидеш или професорка по ликовно или да бидеш уметнички сликар? Па уметнички. Да? Ќе ми продадеш некоја слика кој ќе направиш, важи? Со попуст за мене, ако може. Имаш некое хоби, нешто да се бавиш, музика или спорт, нешто? Да, имам спорт, пливање, свирам на пијано и пишувам книги. Пишеш книги? Проза? Пишувам, како раскази? Да, како раскази. Кратки раскази? Не, големи, во книги за така тетрадки големи, со поглавја. Браво, со што рече, свириш клавир? Да. Идеш посебно на часови или? Одам посебно на часови, имам пијанино дома. Супер. Кажи ми, би сакал со тоа да продолжиш да се бавиш? Да. Например, кој ќе пораснеш да бидеш пијанист? Да. Или поќе сакаш писател? Писател. Писател сакаш поќе? Браво. А пишеш драме или само раскази? Раскази. Супер. Ќе ми даеш некој да го прочитам? Кој ќе се дружиме после? Да? Кој ќе ги испечатим, да. Браво, супер. Да ме викнеш на промоција. Имаш некој хоби со кој што се бавиш? Па играм кошарка и сакам да цртам и да пеам. Имавте некоја акција у школа, колку што знам, за засадување на растенија у дворот. Ти учествуваше у тоа? Да, учествував. Што правевте, кажи ми? Ги садевмо... Цвеќиња или Да, растенија? садевмо цвеќиња и растенија. Ти учествуваш у засадувањето на растенијата у школа кај вас? Што беше тоа? Каква активност, ќе ни кажеш? Па беше како засадување на повеќе растенија, како на пример лаванда. Засадувавме и дрвја за Садници. Да. Супер, лавандата убаво мириш. Да. Ќе бидеш ти уште у школото дур да порасне дрвата и растенијата? Па мислам дека да. Да, ќе ги фатиш да видиш колку ќе ви биде убав дворот? Да. Мислиш дека е тоа важно за еден школски двор? Да. Да биде чист и да биде... Треба да биде чист, да не биде загаден со ѓубриња, да не фрламе, да има повеќе канти за отпад. Ве кара наставниците кои фрлјате нешто надвор од да. канта? Да. Джиди ви прават. Еден ден на час, додека решававме математичка задача, се спомнуваше камп. Добро. И еден од нашиот другар праша дали ќе ни зеде мечка. И вие свите се смеевте. Да. Еден ден, кога двајца соученици седеа на иста клупа и едниот му побара гума на другиот. Добро. И другиот, кога му ја даваше гумата падна на земја. И двајцата одеднаш се наведнаа да ја земат. И со све гумата паднала и тетрадката на земја. И сакале да ја земат и гумата и тетрадката одеднаш и си ги судриле главите. Ги болеше после? Да, и си рекоја, барем ја најдовме гумата. И сите почна да се смеат и... Има џумке на главете? Не. И рекоа дека смењето траело подолго од болката на главата. Ако класот ви беше суперхеројски тим, свите да бидете суперхерои, ти која моќ би ја имал? Што суперхерој би бил? Да би летал. Би летал? Да. Како Супермен? Да. А би носел нешто такво дело, нешто? Па, да. Или со дуксерче? Ти гај. Било што само да летам. Само да леташ, тоа ти е битно. И кај би одлетал, кога би можел да леташ? Би летал во сите држави, во сите градови. Сакаш да го прошеташ цел свет? Да. Брзина. Брзина? Да. Брзо да можеш да стигнеш свегде? Да. И кај би идел, свегде кај што ти треба? На одмор. На одмор? Например, да не путуваш со кола, брз да си да стигнеш одма таму. Стигнем 2 секунди. На плажа? Да. Супер. Имаш некое место што ти е омилено за одмор? Да. Каде? Швајцарија. Швајцарија, убав избор, браво. Ја би одбрал да бидам научник за нови изуми. Браво, да смислиш, например... Да. Веќе у тетрадка имам пишуено за... Да? Да, и најмногу сакам портал преку време да правам. Временска машина. Да, временска машина. А кога направиш да ме викнеш, јас сакам да се вратим у 80-ти години, кои биле свите у светљуца во све облечени и кои играле на диско музика. Може? Договорено? Готово.
Да летам, за да Да можам леташ. да стигнем во сите држави на свет. Сакаш да го прошеташ цел свет? Да. Каде највише сакаш да идеш? Највеќе сакам да одам во Русија. Русија! Русија е многу голема земја. Да. Колку време ќе леташ? Шо мислиш тамо дури ја пројдеш цела Русија? 1 час. Браво, значи брзо сакаш да бидеш. Да. Јас би сакала да имам супер моќта на невидливост. О, да те снема? Да. И што би правила кој би те снимал? Би им досаѓала малку на другарите. Да ги зезаш. Да. Кажи ми, фали нешто у градов за тебе и твоите другарчиња, за да си играте или со Па, спорт фали. да се бавите? Фали паркови, да се поправат некои нешта и треба да има повеќе Зеленило, за да дишите чист воздух. Да. За да бидете здрави, нели? Да, и да нема и да е пачисто во градот. Апсолутно. А кој мислиш дека е највише крив за тоа што не е чисто у градот? Па луѓето индустријата. Точно, браво. Значи треба да бидеме малку поодговорни. Да. Така? И тога ќе сакате поќе да живите овде и да си играте сите Да, заедно, да. така? Не ми фали за другарчињата паркови. Паркови да има и што би правиле у парковите? Баш да шетаме, да Да возим, играте. да играме, Да возите точак. точак. Да. И ролери. Или само точак? Точак. Точак. Да не возим ролери. А ќе ги одржувате парковите да бидат чисти? Да. Што ве уча у школа, дека не треба да се фрља ѓубре, Не нели? треба се фрља. Го одржувате чист дворот у школа? Па не толку многу, не излагамо толку многу. Не излагате толку многу, Да. а училница се грижите за Да. ѓубрето да се фрли у корпа? Да. Му фали да биде почисти, да нема многу чат, да не биде со коли Воздухот многу. да биде чист. Да. Да. А паркчиња му фалја? За да Па има и- кај да играте? Да, и многу дрвја. И многу дрви. А чисто е или не е чисто? Па не е чисто, кога ќе видиш од шапка многу на свегде е магла, долу Не се е гледа црнил. градот, нели? Црнил. Да. Црнило. Фали повеќе зеленила, паркови, да има чист воздух и да нема многу автомобили, затоа што тие ги загадуваат воздух. Го загадуваат Да. воздухот. Не може ни да се вози точак, нели, Да. веројатно од колете? А Да. кино би сакала да има у Тетово? Па може. Гледате цртани Да. филмови? Нема за моите другарчиња доволно игралишта. За да играте, за со спорт да се бавите? Да. Или и овие што се за возење, љулјашки и такви работи? Паркови. Паркови исто нема, нели? И чисто да биде. Да. На Тетово би рекла дека му фали повеќе засадени растанија, велосипедски патеки, кино и Сефора. Шо е тоа? Како место каде што се продава шминки. Добро, само за девојчиња? Па има и за машки. Има и за... Не- Значи, производи за нега нешто Да. на лице, на кожа, така? Интересно ова нешто. Ај може ќе те чуе некој и ќе се воведе и тоа. Повеќе зеленило и повеќе паркови за да имат каде да се дружат децата. Супер, и да биде почисто, Да. нели? Кој треба да се грижи за да биде почисто? Па луѓето. Значи, ние самите, Да. така? Супер. А у школа се грижите за животната средина околу Да. вас? Сега засадивте нешто у вашиот двор? Да, засадивме лековити билки. Ќе бидеш ти у школа уште кој ќе порасна тие билките? Мислам дека да. Му фали повеќе паркови и зеленило. Би сакала да има и како театар и кино Супер. и велосипедски патеки. Паркови да има поиќе. За да се шетате, нели? Да играте. Сега кај излагате? Па Нигде. дома. Дома се. Почест. Офпе. А точак за да возите, например, треба да има поиќе патеке? Да. Супер. Мислиш дека ќе не слушна возрастните и ќе направа нешто врска со тоа? Да. Другарство за мене да имаме дружба, да се почитуваме и другарот да ми дава поддршка. За мене другарство е дружење, дружба, играње, делење, А кажи ми, што играте со другарчињата? барканица, криенка, Тоа највише? Тие. У школото Не, играте највише. или надвор? надвор. Надвор претежно? Да. Да се одбрануваме еден со друг, да
се дружиме, да си играме заедно. Да имате доверба еден од друг. Да, доверба. Другарство е дружење, другарување, споделување со некој на тајни. Да имате доверба еден Да. од друг, нели? Да. Се дружите и момчиња и девојчиња, нели? Да. Свите заедно. Има некои игра што ги играте? Па играме жмурка, брканица, играме на музики во училиште. Кореографија смислувате? Да. Леле, што интересно. Супер. И ние тоа смо правеле. За мене другарство е да се дружиш некогаш или да се заезаш со другарите. Да се смееш. Да. И да се почитуваш и да имаш доверба еден од друг. Да. Така? Ти имаш некоја најдобра другарка или со свите се дружиш? Со свите. Да ми Другарство дефинираш. за мене е како да се почитуваме еден со друг, да се радуваме, да имаме среќни моменти заедно, да се Да се почитувате, да имате Да. доверба еден од друг, да си кажувате тајне можда. Да. Кажи ми, имаш ти најдобра другарка? Да. А симпатија имаш? Не. Добро. Ќе ми кажеш кој ќе имаш. И ја ќе ти бидам другарка? Ако? Според мене другарство е да имаш со некого да бидеш и во добро и во зло и да те сака таков каков што си. Браво, Леле, многу баа дефиниција. Другарство е посебна комуникација со двајца или повеќе луѓе, Кога се разбирате, нели? кога се разбираме, кога си чуваме тајни и кога другарот е тука за тебе и во добро и во зло и те сака како што си. Имаш некоја порака за твоите другарчиња? Нешто што би сакала да им порачаш, да им кажеш? Да се дружите поиќе или да се бава поиќе? Сакам една другарка да ја кажем да не биде до толку више многу љутка. Да не биде љутка. Секој ден ми е скарана. Ете, супер. Немој да бидеш љутка. Треба да се сакате и да се почитувате, нели? Да.